Запознајте Катерина Крстевска. Таа е собственик на најголем број дипломи во Македонија. Има завршено неколку факултети, односно неколку курсеви во областа на економијата и ден денеска работи како економист, меѓутоа тоа не е се. Таа вели дека образованието е доживотен процес и планира понатаму да го продолжи не само своето формално образование, туку се образува и преку неформалните методи на учење. Многу често можеме да ја сретнеме на некоја патување, патува на невообичаени места, има листа на држави и градови кои што сака да ги посети и секако во целата таа синтеза на патување, учење и наука ја комбинира и духовноста, а на кој начин може да ги комбинира науката и верата, односно религијата, и како патувањата доаѓаат како торта на шлагот на целата таа незина констелација на активности кои што ги презема кон целта на доживотно учење. Ќе дознаете доколку останете во продолжение на емисијата Мој збор и го проследите мојот денешен разговор со мојата гостинка Катерина Крстевска. Имам исклучителна чест да водам една емисија која што верувам дека ќе прати силна порака за тоа дека една личност може да биде сложена композиција и во себе да составува, односно да интегрира различни делови кои што за повеќето од луѓето се контрадикторни или се исклучуваат. Катерина Крстевска, мојата денешна гостинка, ти благодарам за денешното твое гостување во емисијата Мој збор. Со тебе генерално ќе го фокусираме разговорот на образованието, затоа што си една од ретките личности во Македонија која што може да се пофали можеби со најголем број на дипломи и тоа од формално образование. Меѓутоа неретко во своите интервјуа спомнуваш и дека класичното образование не е единствениот дел од твојот пат кон учењето на нови работи, па тука ги комбинираш и патувањето и духовноста, посетувањето на различни храмови. За сето тоа во продолжение ќе ни раскажеш, меѓутоа ајде за почеток да почнеме како почна твојот образовен пат и с кои дипломи впрочем ти денеска ги поседуваш се? Мојот образовен пат е дисциплиниран, интензивен и континуиран. Завршив економски факултет, смер општа економија, каде што студирав сериозно и систематски со положени испити од прва, вклучувајќи економетрија, со повеќе од 100 формули, задачи. Магистрирав на финансиски менеджмент на економски факултет на универзитетот. Исто така во рок и со целосна посветеност. Покрај формалното образование имам на 33 положени уверенија и 3 лиценци. Лиценца за судски вештак за материјално и финансово сметководство, лиценца за материјално вештачење, финансиски менеджмент, како и лиценца за ревизија. За мене образованието не е само диплома, туку еден процес на градење на карактер и знаење. Дали за тебе важи она синтагма и ја живееш во пракса дека практично образованието е доживотен процес и дека човек се учи додека е жив? Тоа е еден антички идеал кој што го спроведуваат античките филозофи, почнувајќи од Сократ, односно Платон, кои што имаат веќе систематизирано еден да кажем концепт, односно идеја за тоа како треба да изгледа образованието на еден поединец, односно на една личност, и тие велат дека практично една личност се образува од дете до својата длабока старост и колку е постар еден поединец, толку и помудар. Дали ти во својата да кажам образовна профилација го следиш тој антички идеал и сметаш дека образованието е доживотен процес и што следно можеме да очекуваме? Дали е тоа некоја нова диплома или можеби нешто друго што сакаш да го постигнеш како образовна цел во твојот пат?
Апсолутно да. Верувам дека човекот учи додека е жив. Формалното образование е само еден сегмент на основа, но вистинското учење продолжува преку работата, искуствата, патувањата, како и духовниот раст и само спознавањето. Денот кога човекот ќе помисли дека знае се, тогаш престанува и тој самиот да се развива. Она што исто така досега си го потенцирала во своите јавни настапи, во неколку интервјуа кои што ги имаш дадено за медиумите, тоа е дека патувањето според тебе представува начин да се научат нови работи, дури за себе велиш дека си светски патник. Како е поврзано патувањето со науката, учењето на новите работи и дали можеби според тебе патувањето е најкорисниот и најефикасниот метод да се научат нови работи? Патувањата се една од моите најмокни училишта во животот. Имам посетено над 40 земји во Европа, Азија, Африка и Америка. Како најкарактеристични земји што ми оставиле впечаток се Камбоџа, Виетнам, Тајланд, Англија, Шкотска, Шведска, Норвешка, Финска, Ирска, од државите Мексико и Куба, Шпанија, Италија, Франција, Германија, Португалија, Мароко и сега моето соодветно понатамошно патишествие преостанува Јужна Америка, Бразил, Чиле, Аргентина, Перу, Боливија. Бидејќи ги имам посетено сите светски чуда, ми остана уште последните 2 чуда. Светски чуда од Новиот свет, од Стариот и Новиот Завет. Од Стариот ги имам посетено сите светски чуда, од Новиот Завет ми остана уште 2 светски чуда, тоа е статуетката на Исус Христос во Бразилија, во Бразил, додека Мачу Пикчу, кој што е последно светско чудо кој што ќе го поседам е во Перу. Најважна лекција е дека вредноста на човекот не се мери со тоа што поседува, туку се мери со човечноста. Во различни земји видов дека среќата не зависи од материјалното, туку од духовниот мир, верата и човечноста. Особено се исподействува во Камбоџа, каде што народот е толку среќен, но толку е сиромашен, толку е велелептен во верата, во духовноста, во Божиот мир. Сметам дека образованието мора повторно да се вреднува, не како формалност, туку како показател за труд, дисциплина и квалитет. Денеска често се потценува знаењето, но на долг рок токму образованието го прави човекот стабилен, сигурен и подготвен за одговорност. Денес човек учи преку формалното образование, дигиталните алатки, искуството и самостојната иницијатива. Дигиталната писменост е неопходна, но не смее да ја замени човечката мисла. Вештачката интелигенција не ја загрозува човечката интелигенција, таа само го леснува трудот. Одговорноста е на човекот како ќе ја користи. Во тој сегмент имам запишано и јас алатката АИ, која што многу ми ги олеснува формулите и математичките задачи при предвидување на економски варијабли, како што се инфлација, дефлација, рецесија и стагнација. Понатамошниот докторат планирам да го запишам и да дадам една иницијатива за прво економските варијабли и процеси, да ги канализирам во најмодерните светски трендови за полесно автоматски пресметување на микро и макроекономските варијабли. Мудроста, етиката и критичкото размислување остануваат човечките вредности. Кога веќе зборуваме за патувањата, дали имаш некоја анегдота да ни споделиш од твоите патувања? Верувам дека со сите новитети кои што си се сретнала на самите тие патувања, имаш и некоја интересна случка која што сакаш да ја споделиш со јавност. Имав едно патишествие во Виетнам,
Уште само што пристигнавме во Виетнам, се случи да се одделиме од групата и во самиот момент да се изгубиме. При што името на нашиот факултет броеше 50 факултета во самиот центар, но при тоа на самите семафори имаше насоки каде да се упатиме. Сама бев. Моето прво патишествие беше што сама заминав за Виетнам, Камбоџа и за Тајланд. Месец дена, преубаво доживување, помалку и стресно доживување, но при тоа имам големо искуство и вредности кои што ги гледам тука да ги имплементирам во Македонија. Исто така има уште едно патишествие во Куба. Во истиот денот пред да се тргне вовеле виза за наши македонски државјани. Јас пред да појдам не знаев дека требало виза. Мислам, никој не ни кажа, не ни соопшти, не проверивме. Стигнувам на аеродром во Турција, во Истанбул, согледуваат дека јас треба виза да имам за Куба. Меѓутоа се снајдов и без виза слетав за Куба. При тоа, кога ме виде кубанката, бидејќи нося плетенки, гледам на секое патување да наликувам на нив, на народот, на жените пред се и во однос на тоа на некој начин бев и кубанка според изгледот и според насочувањето и карактеристиките кои што ги имам спрема нив. Жената која што ги прегледуваше пасошите, само денешка викна my sister, не треба виза, влези си слободно, Куба е твојата земја. Исто така таму запознав автентични лица, пресреќа на убав интересен народ, девојки, жени, додека во Мексико доби виза поради Фрида Кала. На некој начин сум приличала и тогаш на Фрида Кала во однос на косата што ја правам исто како Фрида Кала. При тоа и во Мексико исто така на улица може да ме повикаат дека личам на нивната Фрида Кала. И таа е мојата исто така најголема симпатизерка и пред се жена достојна за почит. Твоите патувања често се комбинираат и со духовниот елемент и често за себе знаеш да кажеш дека ги комбинираш науката и верата. Она што е доста симптоматично во целата таа ситуација и дискутабилно, тоа е дека во јавноста кружи едно верување дека науката и религијата меѓусебно се исклучуваат и дека ако човек се занимава со науката, тој треба целосно да е абстрахиран од догматското размислување, односно од догматскиот систем кој што се применува де факто во рамки на религијата. Меѓутоа, ти со својот пример покажуваш дека религијата и науката може да живеат во една синтеза кога е поединечниот живот во прашање. На кој начин ги комбинираш науката, патувањето и духовноста и што се си согледала од духовен аспект и си го искусила што може би ти дало насока за понатамошните планови што си ги правела во животот? Освен на светското патување, јас сум и голем верник. Уште од 2008 година Свети Василije Острог ми се појави на сон, а една недела пред неговата најголема слава која што се чествува на 12 мај. И при тоа ме повика со расширени раце и насмеан лик да појдам на Острог. Една недела ми се појавуваше на сон и јас го добивам најголемиот благослов Божји од Острог, но при тоа кога стигнам на Острог, навистина чувството не може да се опише, духовниот мир, Божјиот мир кој што го имав во себе и од тогаш почнав да го славам секоја година, месејќи лепче со Свети Василиото Острожко ликче, кој што навистина наликува на еден голем светител и мојот божествен лик. При тоа исто така ги имам посетено Русија, Белорусија и Украина со Почаевската лавра, Сергеевата лавра
Исто така Александар Невски, Света Матрона, Света Ксенија, кој што многу помага исто така за луѓето што сака да си најдат подобра работа и така натаму. Исто така Сергеевата лавра. Исто така ја посетивме и лаврата на Свети Серафим Саровски, канапката, каде што се молел самиот светител, и почивалиштето, исто така и изворот, кој што беше минус 30 степена ладен. Во однос на светите места, исто така за Великден го имам посетено и Јерусалим. Имавме Божи благослов да чествуваме на сите тие места каде што во последната седмица, Светата седмица, Господ Исус Христос чекорел по сите тие свети места. Но при тоа исто така ни беше отворен и патот да присуствуваме на благодатниот оган, кој што е Божја сладост и невидена работа, и едноставно божествениот благодатен оган со молење на патриархот Теофил на самото место каде што чествував, го видов тоа божествено донесување на благодатниот оган, го пробавме на лицето, тој оган не гори, тој оган толку благочестиво поседува на лицето, на трепките, на косата, ништо не, тоа зрачење невидено е со благодатниот оган. Но исто така можам да потенцирам на сите тие места каде што бевме во Јерусалим и лети, од цел свет имаше луѓе. Мене ми се овозможи напред прва во летијата, веднаш до патриархот да зазема место. Исто така за Велики четврток можам да посведочам патриархот мене да ме избера денот кога настанува и светата причест, ја да присуствувам само јас и обезбедување на неговата летија. Во однос на патувањата на свети места, исто така многу свети места сум посетила и во Грција, во Романија Света Петка, Сихастрија. Чисто знаеш да кажеш и дека твоите патувања и посетите на црквите и на значајни места кои што се концентрирани со значителна духовна енергија или имаат духовна, да кажам, концепција за себе, имаш некое чудно, мистично искуство и, да речам, тоа се огледува и во начинот на кој што практикуваш религијата. Малкумина знаат дека ти славиш неколку куќни слави, кои се тие слави и на кој начин ја практикуваш религијата и како таа е во согласност, впрочем, со твојот карактер и со твојот став и со твоето размислување. Јас славам повеќе светители, но секоја година лепчиња правам во лик на светител на Света Катерина и Свети Климан Охридски. Света Петка, која што е и наша слава, убавени Света Петка на сите вам да дава. Свети Василија Острошки, како и Свети Фанурија, малото детенце. Значи, на Острог бев повикана уште во чинам дека беше 2006-2008 година, кога настана најголемата летија. 3 дена се носеше телото од Острог до мајката и таткото на Свети Василија Острошки. Цела недела ми се јавуваше на сон пред величествениот 12 мај, денот кога се слави Свети Василија Острошки. Тогаш го добивам најголемиот благослов од Острог, иако не сум била до тогаш качена, бидејќи никој од агенциите не го познаваше светителот и не организираше ништо. Сама се организирав и сама отидов. Божјата сила ме однесе на правото место и од тогаш почнувам да го славам Свети Василија Острошки, бидејќи тие сите што немаат деца долго време, светецот најмил им помогнал да останат во блажена состојба и да родат сладки деца во очито на Ден на светител. И преубав мој блажен Свети Василе, на сите вам радост да ви дава.
Катерина е впечатлива појава, просто човек не може да не те забележи. И имаш една естетика која што покажува невообичаеност и едноставно таа невообичаеност привлекува и погледи и внимание. Меѓутоа, кога ќе се чепна малку зад површината и зад првиот впечаток, луѓето откриваат една навистина сложена композиција на личност, која што практично може да се пофали и со многу образование, и со многу патување, и со многу знаење, и со многу мистично духовно искуство, што мислам дека се ретки вредности што воопшто се споделуваат јавно денеска. И мене, например, многу често ми замеруваат луѓето затоа што сметаат дека премногу ги потенцирам успесите на другите или, како што велат, премногу ги фалам луѓето. И кога правам интервју, кога ги правам тие уреднички коментари, велат дека употребувам многу хипербола и ги пренагласувам успесите на другите, меѓутоа мојот одговор и потребата воопшто тоа да го правам не ми е да бидам објективна, напротив да бидам субјективна и да покажам дека ако во овој медиумски простор и во јавен простор луѓето имаат можност да се фалат со тоа што не знаат да набројат 3 града кои што почнуваат на буквата А или некои базични основни податоци, од тоа прават забава и заработуваат многу пари и тоа на луѓето им е интересно, зашто тогаш да не ги споделиме и приказните кои што навистина заслужуваат да ги слушнеме, за да ги поставиме едноставно работите на свое место и да покажеме дека сепак вистинските вредности се тие кои што се трајни, конзистентни и кои што ќе останат за секогаш без разлика на времето и без разлика на општеството и самата констелација во која што живееме. Моето исто така интересно доживување имав и во Мароко, бидејќи пред да заминеме во Мароко, денот пред да заминеме фати земјотрес. При тоа ја нападна планината Атлас, кој што вториот ден требаше да заминеме од Маракеш до планината Атлас. Пред да пристигнеме, значи, во Мароко, исто така посетивме неколку држави, како што се Италија, Шпанија, во Италија Милано, Рим, Шпанија Мадрид, островчињата во Шпанија, Португалија Лисабон, убавицата Пела, на источната точка горе исто така бевме качани. Интересен, блажен град е исто така Лисабон. Лисабон има жолт, при што се чека жолт траект и траектот те носи низ целиот град и покрајните кои што се во Лисабон. При тоа таму има повеќето тврдинчиња, интересни видици, да се види, да се доживее, преубав Лисабон. Како и Мадрид со автентични статуи, автентични убави, бои, шармерски. Куба исто така беше по самата себе автентична, шаренолюбива, интересна, додека Мексико беше луксузен, прекрасен, убав се посети таму и Чичен Ица, светското чудо, еден од светските чуда по Новиот Завет. Преубаво доживување, но исто така убаво доживување имавме и во самиот Маракеш. Маракеш е еден автентичен град обоен во црвено. За него интересно е бидејќи располага со многу продавници на едно место, каде што се продава кожа, кашмир. Исто така бевме и на планината Атлас, иако пред да тргнеме удри земјотрес, но при тоа малку беше оштетена планината Атлас и хотелот. Но прекрасни беа самите узут водопади, останавме на узут водопадите. Се возевме, имам слики од самите величествени на самиот водопад. Прекрасен е и Рабат, автентичен е и Рабат, главен град на Мароко.
кралевштината Мароко. Дента кога стигнавме, дојде и кралот кој што е на Мароко, на кралевштината. Среќата не зависи од материјалното, туку од човечноста, и сум видела луѓе со толку малку, а со голема душа, а тоа многу го менува и човека. Исто така патувањата ме научија на дека човековата вредност не се мери со тоа што го има, туку со тоа каков е самиот човек. На сите тие патувања сватив дека најбогатите лекции ги добиваш таму каде што луѓето имаат најмалку. Можам еден пример да истакнам, а тоа се прекрасните дечиња и прекрасните луѓе што ги запознав во толку сиромашната Камбоџа. Самата Камбоџа за секој турист овозможува толку голема среќа, толку голем величествена моја Камбоџа, каде што е потенцирана 24 часовна журка и 24 часовен шопинг. Исто така го посетивме и градот Ангкор Ват, светското чудо, еден од светските чуда. Го гледавме зајди сонцето и изгре сонцето. На многу интересен начин се согледани и направени самите тие ликови кои што се оцртани на камењата во Ангкор Ват. На крај можам да кажам дека од секогаш сум била под дружењата науката и патувањата, а денес стојам тука како светски патник, научник и девојка со силна вера во Бога. Јас сум доказ дека љубовта кон науката, патувањето и верата може да живее во една личност како мене. Ти благодарам за твоето денешно гостување во емисијата Мој збор и ти благодарам за денешниот разговор. Ви благодарам и на вам за поканата. Невообичаена појава, естетика која што веднаш ќе ви го привлече вашето внимание, привлекува погледи на секаде, меѓутоа зад површината и сите идеи кои што може да ви се јават кога ќе ја видите на прв поглед, стои една личност која што има инвестирано во образованието, во духовноста и во патувањата и едноставно има инвестирано многу во себе. Таа е пример со своето делување и со своето учење дека едноставно вистинските вредности се безвремени и без разлика на тоа што некогаш можеби ќе ви се причини дека на цена се оние луѓе кои што ќе се пофалат со своето незнање или на некој друг алтернативен и неетички пат ќе дојдат до некоја своја цел, сепак на долгорочни стази единствено образованието, духовноста и другите инвестиции кои што ги правиме во себе и ги почитуваме при тоа етичките стандарди се навистина највредното нешто што можеме да го избереме за сопствен животен пат. Јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини, а до тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме!